Андоновиќ, вчера читав една анализа која што ја правеле западни аналитички центри, меѓутоа некои од баш оние респектабилни. Според нивните анализи загубите и на двете страни се големи. Тие проценуваат дека Русија има изгубено 2 до 4% од војниците вкупниот број, не на овие што се на фронтови, дека негдека проценката на изгубени тенкови околу 20 на насто и нешто помалку од овие борни возила или се оклопни возила или не, отприлike тоа беше разликата, дека прилично се испразнети магазините, нели и така натаму, дека всушност ова и кога би завршило во некоја догледна иднина овој конфликт, значи ова ќе трае очигледно, најави има дека ќе трае со години, се разбира, но никој жив не знае што точно ќе се случува, дека тоа сепак за руската армија, особено затоа што не може да ги обновува своите, бидејќи скратени се технолошките линии, во многу од тие оружји има западни компоненти, особено која е високата технологија, електрониката и така, дека тоа ќе остави последици барем за наредната деценија врз капацитетот и подготвеноста на руската армија, па дури и не за волкави зафати, бидејќи ова е навистина, веројатно после Втората светска војна најголем вооружен судар на две големи, огромни држави, мислам. Регуларни армии. Така, со недостиг на оружје, на некој начин страда и Украина и Русија, дури и самите западни донатори на оружјето, пред се Велика Британија која не си го зема тој примат да биде тука. Велат и нашите магазини се испразнуваат. Изјавуваат дека не можат веќе да ги постигнат побарувањата за тоа какво оружје и треба на Украина. Па може би е тоа, како да кажам, недостатокот на оружје ќе биде добар повод да Мене ако ме прашаш, се додека има оружје, ќе има и војни. Кога дента кој ќе нема оружје, луѓето нема војни, да, барем не од вакви размери. Може би со, како се вика, со овие тупаници ќе се тепаат, али тоа нема да биде смртно. Сепак ние да се навратиме на некои други теми. Ден се смири малку ситуацијата околу француските избори, првичните информации и така натаму. Барем на ниво, не, таа сега е многу побурна во некаква политичка смисла, ама барем дознавме отприлike за распоредот на силите. Гледаме на сега, ако ми дозволиш да ти го контекстуализирам коментарот. Гледаме до изненадување што Макрон го изгубил апсолутното мнозинство во парламентот. Па зошто Макрон да има апсолутни мнозинство? Францускиот систем е така правен и затоа се претседателските избори секојаш на еден месец пред парламентарните, за да во принцип сликата за претседателските победи се преслика потоа во парламентот, за да таа власт може да владее. Тоа е полупредседателски систем, не како... И сега ова е прв пат преседан после многу децени да победничкиот председател не успева да има апсолутно мнозинство. Тој ќе мора да прави, тој победи, но ќе мора да прави коалициска влада. Што значи тоа? Во Франција се случија неколку работи, сите победија. Прво мислам тоа не го гледаме, кај нас 30 години, така да мене тоа не ме некој изненадување. Макрон не доби неговата партија апсолутно мнозинство и сега мора во парламентот, нели, да коалицира со некоја од партиите. Сега втората социјалистите на Меланшон, третата десничарите на Ле Пен, која не се социјалистите, се баш онака крајна левица. Левичари, левичари. Тие се втора и трета партија, двете освоја голем број на пратенички места. И имаат една предност и една мана. Предноста на левичарите е тоа што тие најавија дека на 5 јули ќе се обидат да бараат разрешување, односно пад на владата на Макрон и барање на нови избори. Сметајќи дека имаат јака политичка сила, веќе видено. Добро, само да кажеме, уставно може се 3 опции. Да. Едната опција е да се направи влада, впрочем французите го измислиле поимот коабитација, нели, и тоа не е. Тоа Макрон би го правил со четвртата партија, тоа се републиканците, десните републиканци. Има таму и зелени, има кои направија голем исто така успех. Шарена ќе биде шарена, меѓутоа десничарите кои се четврти велат тешко ќе можеме ние, Макрон не може со нас да разговара без да има обврски код нас, така да тоа е едната варијанта. Добро знам, ама ние знаеме дека во политиката секако се прават компликувани коалиции, секако има обврски. Едно е сигурно, втората партија, левичарите, и третата партија, десничарите на Ле Пен, нема заедно да идат во коалиција. Бидејќи Меланшон
има само еден противник кој го мрази повеќе од Макрон, а тоа е Лепеновската националистичка идеја. Втората варијанта по уставот на Франција е што Макрон може да го распушти парламентот, да каже влада не може да се направи, одиме на нови избори. Ама тоа е најмало веројатно. Третата варијанта е која исто така е легална, може и Макрон да си поднесе оставка. Мислам, ако веќе одиме во сите можности, и таа е можноста. Значи таму сепак ќе врие уште известно. Не, ќе врие. Летово ќе се преговара. Најверојатно ќе се оди на варијантата Макрон да направи мнозинство, но не стабилно мнозинство со републиканците, четвртите по освоени гласови, и тие да немаат таква, кај нас тоа не знам како, не сум ни толку експерт да го објаснам, но тие може да бидат во една лабава коалиција каде што ќе држат некакво мнозинство, но партијата и натаму ако е во коалиција со владеачка да биде во опозиција и да се носат само адхок закони. Тоа се вика малцинска влада. Да, нешто посредно Кристијан Джейкоб, лидерот на француските републиканци, го најави како опција. Сега Макрон од денеска ги почна консултациите и ќе видиме на 5 дали ќе се обиде Меланшон да издействува паѓање на владата и нови парламентарни избори. Следниот гостин ми е веќе во студио. Имаме уште една минута за нешто важно? Имаме, тоа беше пред малку на што го зборувавме, се затегнуваат односите со Калининград, енклавата руска која е во Европа, ја заборавивме, особено откако у 3 збора да кажам, Литванија, Летонија и Естонија се НАТО земји членки, ова е екстериторијална руска земја, но Москва и Балтичките држави, особено Литванија, имаат договор да има коридор за снабдување, транспортен, бидејќи ќе кажам околу 200.000 војници руски има во Калининград. Па не само војници, туку има и население и семејството и сето тоа, нивните семејства таму живеат. Калининград е голем град, колку Скопје може и малку поголем. И поголем е, мислам. Откако дојде замрзнувањето на односите, Литванија нормално го прекина. Заради ембарго. Заради ембарго. Литванците велат заради европските санкции. Сега русите не може да снабдуваат ни по морски пат, ни по железнички пат да снабдуваат својата енклава. Москва утринава го повика европскиот амбасадор и јавно и се закани на Литванија дека доколку не ја укине забраната, ќе преземе мерки. Какви мерки може да преземе Москва, не знам, ќе видиме, но моравме да ја кажеме бидејќи таа тема наредниот период ќе биде и така како жешка и актуелна. Да, така е, тоа ќе биде занимливо. Мислам, многу е, како да кажам, цинично кога гледам принципиелните позиции на Москва кога е Калининград во прашање, а ваму една воена окупација со разрушување на цели градови без трунка принципи. Калининград е во Европска унија. Тоа е поранешен Карлсберг, или како се викаше, веќе пруски град од германците во Втора светска војна го зема, русите го освоја, тоа е Советскиот сојуз, тој се граничи со Полска. Тие обвинуваат дека практично Шведска и Финска обидот да влезат во НАТО не е заради нивната безбедност, туку заради Балтичкото море цело да можат постратешки да бидат и да го затворат джепот. Воспротивно, тоа се руските толкувања. Се разбира дека е заради нивната безбедност, бидејќи со ваква агресивна Русија. Тоа ќе биде жешко место, ми се чини тек допрва, доколку не запре оваа војна. Да, добро. Благодарам, Дејан.